Porsche Macan ја доби петата верзија наречена GTS. Toyota го лансира намалениот Land Cruiser. Возилата поскапуваат, а профитот на производителите паѓа. Со 25 примероци, Rolls-Royce ја слави 100-годишнината на Phantom. Ова е само мал увод во денешната епизода на омилениот домашен автомобилски серијал. После Кина и Европа бара законски решенија за електричните рачки на автомобилите кои се вовлекуваат во каросеријата. Потенцијалниот ризик од неможноста да се отворат во случај на несреќа или дефект на електричниот систем го натера Европскиот совет за безбедност во транспортот да побара итни промени на прописите. Дека не се работи само за теоретска опасност, сведочат и неколкуте забележани трагични случаи на пожар и потонување на возилото. Според нивното мислење, естетиката и иновациите не треба да бидат спроведувани на сметка на безбедноста, заради што ваквите рачки мора да имаат механизам за мануелно отворање. Слично се размислува и во Јужна Кореја, но и во работната група за хармонизација на возилата при Обединетите нации. Од Ланча известија дека ги зголемиле своите спортски амбиции и најавија враќање во светскиот рели шампионат. Дебитот ќе биде на релито Монте Карло при крајот на јануари, каде YHF Интеграле ќе се обиде да ги долови некогашните емоции што ги создаваа легендарните Стратос и Делта. Одлуката за ова дојде по успешниот настап во рели 4 класата, каде малиот Y ги покажа своите спортски квалитети. Деталите за возилото кое ќе настапува во светскиот рели шампионат ќе бидат објавени наскоро. Покрај инженерите на Stellantis, во неговиот развој е вклучен и славниот Ники Биасион, кој 2 пати беше светски шампион во рели. Fiat веќе подолго време нема среќа во компактната класа која сега дефинитивно ќе ја напушти. Имиџот на марката гордо го бранеше Типо цели 11 години без никакви назнаки дека ќе добие наследник. Неговото место во дилерските ценовници идната година ќе го зазеде нова кросовер верзија на Гранде Панда, чие семејство доправа ќе расте. Во хеджбек, седан и караванска изведба, Типо се произведува во Турција, каде е присутен под ознаката Егеа, а едно време во Мексико и на Блискиот Исток се пласираше како Dodge Neon. Досега се продадени околу 700.000 примероци, кои очигледно не беа доволни за Stellantis. Новиот модел ќе се обраќа на поинаква публика, очигледно подготвена да плати повеќе и да биде на располагање во бензинска и електрична изведба. На Ферари, како малку да му беа вистински новитети, па креираше еден дигитален. Настана во чест на првата победа на марката на легендарниот Леман пред 76 години, заради што ја има таа бројка во ознаката. Пионерскиот виртуелен проект ја комбинира спортската традиција на Ферари со иновациите во дизајнот и дигиталните технологии, отворајќи нови перспективи за нивна реална примена во иднината. Ќе се продава на членовите на ексклузивната Hyperclub програма, иако малку е нејасно како тие би го користеле. На останатите смртници им преостанува само ова кратко видео.
Беше Volkswagen, следеа Mini и Fiat, за сега ретро модата да стигне до Renault, но нема тука да застане. Се почести се гласините дека Citroen планира да развива нов модел кој би бил реинкарнација на легендарниот спачек. И тоа не само дизајнерски, туку и суштински, според идејата за лансирање нова класа европски мини автомобили како јапонскиот K формат. Клучни кај нив би биле големината и цената, која директно ќе влијае на тоа нивните можности да бидат скромни. А токму таков беше и спачек, исто како и бубата на Volkswagen, британскиот Mini или пак Fiat 500. Според информациите, модерниот спачек би бил долг 3,8 метри и би имал околу 70 електрични конјски сили. Тешко дека ќе стигне пред крајот на деценијата, а во Citroen веруваат дека можеле да се изборат со предизвикот да биде понуден по цена под 15.000 евра. Seat потврди дека Leon ќе остане во понудата на марката и во наредната деценија. Сегашниот модел ќе биде заменет во 2029-та, а дотогаш ќе биде освежен со нови благи хибридни варијанти и целосно хибриден погонски склоп. За деталите за идната генерација се уште не се зборува, но ќе бидат поврзани со новиот Golf, кој се очекува скоро во исто време. Сепак, за разлика од него, Leon нема да има електрична верзија. Првите такви модели на марката може да бидат Ibiza и Arona некаде пред крајот на деценијата. Ваквиот бавен пат кон електрификацијата го става Seat во поинаква позиција во однос на другите марки од групата, вклучувајќи ја и Cupra. Иако звучи како недостаток, токму задржувањето на бензинските мотори ќе му обезбеди на Seat стабилен пазарен дел. Лани при представувањето на електричниот DS број 8, францускиот производител храбро вети автономија од 750 км, бројка за која некои сметаа дека е можна само на хартија. За да докажат дека не се во право, инженерите на марката со 2 возила извршија тест возење на западот на Франција, користејќи споредни патишта. Релацијата беше долга точно толку, а на крај во батериите остана доволно струја за уште 50 на километри. Дека не ги штедеа во возењето потврдува и постигнатата просечна брзина од 54 км на час, што е повеќе од предвидената со WLTP нормите. И температурните услови беа малку потешки, со што DS број 8 ја потврди ефикасноста на својот погонски систем. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Верзијата GTS е најновиот рафинат на Porsche Macan. Електричен и фуриозен, новитетот располага со 2 електромотори и 571 коњски сили, кои го зголеми интересот на купувачите за овој модел. Популарноста на Land Cruiser трае 74 години, а за тој период дадени се повеќе од 12 милиони примероци. Сега Toyota лансира неговата компактна верзија FJ, букви зад кои се крие акронимот Freedom and Joy. Porsche продолжува да ја шири понудата на лани представениот електричен Macan, што досега беше на располагање во 4 верзии. Таа сега е дополнета и со GTS изведбата, која сигурно ќе ја подобри неговата одлична продажба. Позициониран веднаш под најмоќната верзија, тој има погонски склоп од 2 електромотора кои произведуваат комбинирани 571 коњска сила. Со нив забразувањето до 100 трае 3,8 секунди, а максималната брзина изнесува 250 км на час. Има батерии со капацитет од 95 кВт, кои му обезбедуваат автономија од солидни 585 км. За љубителите на акустиката, посебен звучен систем имитира звуци кои го дигаат адреналинот, а за докомплетирање на задоволството во возењето, адаптивното воздушно ослонување е за 10 мм пониско. За поголема стабилност и попрецизно возење, управливи се и задните тркала. Прогресивниот изглед доаѓа со спорт дизајн пакетот кој се состои од поистакнат преден спойлер, нов заден бранник со дифузор, проширени крила, продолжен заден спойлер и поголеми бочни прагови. Во внатрешноста пак купувачите ќе откријат детали од карбонски влакна и шевови во боја на каросеријата. Porsche Macan GTS е достапен за нарачување по цени кои во Германија стартуваат од 104.000 евра. Постоеше некогаш во едно поинакво издание. Мачо фраерски и представителен како да сака да каже дека не е за секого. Сега се враќа како покомпактен теренец, долг 4,6 метри, кој ќе цели на помладите, но не само урбано ориентирани купувачи. Не треба да се меша со останатите од семејството на Land Cruiser, бидејќи со нив го дели само името, кое за 74 години се има најдено на повеќе од 12 милиони возила од разни серии и генерации. Разликата не е само во буквите FJ, кои се акроним на Freedom and Joy, односно слобода и радост што најдобро ги опишува неговите карактеристики. На нив сега им се додадени нови вредности, правејќи го спој на традиционалното и модерното во функционален пакет. Дизајнот всушност го следи нагласениот квадратен облик на поголемиот брат, со зголемена удобност за патниците на кои на располагање име пространа кабина, нагласена со моќно широките крила. Предниот дел има 2 изгледа, а браниците се сегментирани и можат да се извадат во случај на потреба или ако се оштетени да се заменат. Распоредот во кокпитот овозможува лесно управување без оглед на условите за возење. Хоризонталната инструмент табла го олеснува препознавањето на положбата на возилото на закосен терен, а рачката на менувачот е сместена на ергономски добро место. Заради ниско поставената хауба и големите стаклени површини, прегледноста е одлична, а крутоста на каросеријата е посебно зголемена, што обезбедува стабилност на сите терени. Го задвижува 2,7 литарски бензински мотор со 163 коњски сили, кои на сите 4 тркала се пренесуваат преку 6-степен менувач. Испораките на јапонскиот пазар ќе стартуваат од средината на идната година. Ќе се произведува во Тајланд, а дискутабилно е дали ќе биде понуден во Европа. Производителите на автомобили континуирано се соочуваат со предизвици, но сега наголемо ги чувствуваат резултатите од кризата. Иако се стабилизира производството, а цените на возилата растат, профитабилноста опаѓа.
Тоа најмногу се чувствува во Соединетите Американски држави, каде минатиот месец просечната цена на новите автомобили ја надмина границата од $50,000. Кина внесе нова иницијатива за приклучните хибриди, чии батерии ќе имаат капацитет да ги погонуваат автомобилите најмалку 100 км, потек кој ќе им даде нова улога на овој тип на возила. Автомобилската индустрија започна да ги чувствува последиците од проблемите кои се таложеа повеќе години. Ако порано производството паѓаше, а профитите растеа, сега е обратно. И тоа драстично. Според анализите направени врз основа на резултатите од работењето досега, годинава во светот се продадени за 3% повеќе возила, но истовремено добивките се намалени за дури 69%. При тоа просечната нето профитна маржа е опадната од 6,1 на само 2%, додека просечната цена на продадените возила се има намалено за 5,3%. Порастот на продажбата го имаат предводено Toyota, BYD и Geely, додека пак најлошо поминаа Stellantis и Tesla. Најголемо влијание на намалувањето на приходите имаа кинеските производители и нивната ценовна војна на домашниот пазар, но и растечките трошоци во Европа и последиците од царините на Трамп. Дека нема многу надеж за подобри трендови, сведочи и тоа што само неколку производители успеа да забележат зголемени добивки. Транзицијата кон електричната иднина сепак треба да се плати. Купувањето на нов автомобил никогаш не било лесно дури и за богатите земји. Просечната продажна цена во Соединетите Американски држави во минатиот месец надмина $50,000, што е за 2,1% повеќе во споредба со претходниот. Иако невообичаени, бидејќи пазарот таму со години бележи постепен и стабилен пораст, овие рекордни бројки не изненадуваат. Напротив, може да се каже дека вакво нешто беше очекувано како последица на политиките на претседателот Трамп. До нив се дојде како комбинација на повеќе фактори: поскапувањето на возилата заради царините и сварлањето на поевтините модели од понудата, но и изголемената побарувачка на електрични автомобили заради укинувањето на субвенциите. Статистиката понатаму вели дека учеството на возила со цена поголема од $75,000 изнесувало 7,4% од вкупната продажба, а на електричните 11,6%, што исто така е рекордна бројка. Нивната просечна цена сепак не е многу повисока и изнесува нешто над $58,000. Пред 10 години просечната цена на нов автомобил во Америка изнесуваше $33,600. Од Кина пристигнува уште една иницијатива, што ќе има влијание врз глобалниот автомобилски пазар. Нивните нови правила ќе предвидуваат плагин хибридите да имаат електрична автономија од најмалку 100 км. Иако не се работи за забрана на оние со помали батерии, туку само на укинување на субвенциите за нив, јасно е дека производителите на возила ќе ја прифатат фрлената топка. На овој начин, плагин возилата ќе станат вистински хибриди, а не само на хартија. Вградувањето по големи батерии ќе придонесе и за унапредување на системите и поефикасни електромотори. Многу анализи потврдуваат дека собствениците на вакви возила ретко ги возат на струја, туку најчесто ги користат како обични бензинци. Причината за тоа не е нивната немарност, туку токму малата електрична автономија што ја имаат. Иако трендовите се менуваат, се уште има доста плагин хибриди со мали батерии, главно од причина да се задржи цената пониска. Но со новите правила во Кина, развојот на вакви возила ќе стане пазарно неисплатлив.
Алфа Ромео имаше во план да стане исклучиво електрична марка до 2027 година. Првенци на струја треба да бидат новите Џулија и Стелвио. Токму поради тоа, миланезите го продолжуваат животниот век на овие два модели со бензински мотори до зацртаниот рок. Спектакуларна вест ни доаѓа од британската компанија Јаса. Тие успеа да конструираат електромотор тежок само 13 кг, кој ќе развива 1000 конски сили. Алфа Ромео им го продолжи животниот век на Џулија и Стелвио, кои ќе се задржат во понудата до 2027 година. Овие два клучни модели на италијанската марка, представени пред цела деценија, требаше да бидат заменети со електрични наследници. Но тие место да отидат во пензија, добија уште 2 години живот, барем додека во компанијата вистински не ги ревидираат плановите за иднина. А тоа за жал не е така едноставно, што значи дека купувањето време со задржувањето на бензинските Џулија и Стелвио е од витално значење. Правобитната стратегија на Стелантис беше Алфа Ромео да стане исклучиво електрична марка, и тоа токму од наведената 2027, кога требаше да се појават новите Џулија и Стелвио во такво издание. Но промените на пазарот, посебно ситуацијата во која се најде италијанскиот производител, не го дозволуваат тоа. За брзо прилагодување проблем е што платформата на која треба да бидат поставени се уште не е прилагодена за бензински мотори, а сегашните услови не дозволуваат поинаква тактика. Затоа и овие два модела ќе останат во понуда додека инженерите не си ја завршат својата работа. Потенцијал, каков таков имаат, а за понатаму ќе видиме. Британската компанија Јаса, која е во собственост на Мерцедес, разви прототип на електромотор чии резултати од тестирањето ги изненадија и самите нив. Тежок е малку под 13 килограми, а развива преку 1000 конски сили. Краткотрајно додуша, но сепак континуирано, може да испорача околу половина од тоа. Иако овие бројки се за дури 40% подобри од претходните прототипи, од компанијата веруваат дека постои можност за уште подобрувања. Тајната лежи во технологијата на аксијален проток кој овозможува неверојатни карактеристики. За разлика од класичните електромотори, тој има доста ниска височина со статор, кој содржи и до 80% помалку метал. Значајна предност е и што може директно да се лади со масло, што е предуслов за испорачување на голем вртежен момент без прегревање на компонентите. Се нагласува и дека електромоторот не користи екзотични материјали и дека исклучителните перформанси се постигнати со прецизен инженеринг, напреден термички менеджмент и оптимизирана конструкција. Нема дилеми дека нивниот производ ќе се најде во некој од моделите на германската марка, но големо прашање е кога. Ламборгини на своите купувачи им нуди 5 години гаранција. За некој тоа не е доволно, па сега бесниот бик нуди програма за продолжена гаранција до 10 години без ограничување на изминатите километри. Rolls-Royce на својствен начин ја обележува 100 годишнината на знаменосецот Phantom. Ќе бидат произведени само 25 примероци што ќе носат ознаката Senator Private Collection и тие ќе бидат луксузни до безобразија. Впрочем, ќе видите и самите за што станува збор. Rolls-Royce во чест на 100 годишнината од појавувањето на првиот Phantom креираше специјална едиција која ја нарече Centenary Private Collection. Како што доликува на ваков јубилеен модел, кај него се е доведено до перфекција. Ќе биде понуден на 25 купувачи кои во внатрешноста ќе откријат мотиви од славната историја на овој легендарен автомобил. Покрај со филигранската прецизност, таа се истакнува и со огромна количина луксус и користење доста злато.
Со идеја да се обедини духот на сите 8 генерации на Фантом, предните седишта ласерски се украсени со гравури кои ги одразуваат техничките аспекти низ децениите. На централната конзола се наоѓа уметничка инсталација од алуминиумски ламели со цитати и наслови од новинарски текстови. Со користење на златни ливчиња, дрвените панели на вратите се исцртани со мапи и пејсажи на некои негови историски патувања. Импресивен е и покривот на кој рачно се зашиени 440.000 светлосни точки. Двобојната каросерија со бисерен сјај, добиен со додавање стаклен прав при завршното лакирање, евоцира на целовековната елеганција на овој модел, а символот на марката, летечката лејди, е направен од чисто злато. Скапоцениот метал е користен дури и за украсување на моторот. Се на се, за изработка на овој ултра луксузен автомобил се потрошени преку 40.000 часа работа. Изненадувачка вест пристигна од Lamborghini. Компанијата ја продолжи гаранцијата на своите возила. Стандардно таа изнесува 5 години, а за батериите на плагин хибридниот погон 8. Но кој сака може да се приклучи на програмата за продолжена гаранција која трае 10 години од моментот на првата регистрација. Уникатност во светот не само кај екзотичните автомобили е што нема ограничување на километражата. Намерата што стои зад ваквата идеја на италијанскиот производител е да се покаже дека нивните возила се направени со максимум внимание и ќе останат во добра состојба, што ќе ја зголеми нивната пазарна вредност. Со гаранцијата се опфатени сите 3 модели на марката – Revuelto, Temerario и Urus. Колку изнесува доплатата за продолжената гаранција не е објавено. Колекционерите на стари возила негуваат посебни чувства за Peugeot 204, особено што своевремено беше сметан за еден од најубавите автомобили на планетата. Ви посакувам убав викенд и ви ја закажувам следната средба за 7 дена. До гледање. Почетокот на 60-тите години од минатиот век беа незавидни за Peugeot. Citroen со Спачек, DS и свежо лансираниот Ами владееше на пазарот. Рено туку што ја беше представил четворката, а и симка беше подобра од марката со знакот на лавот. После престанувањето на производството на 203 понудата се состоеше само од 2 модела, стариот 403 и робусниот 404. Беше јасно дека мора да се реагира со нешто сосема ново. Инженерите кои здраво се зафатија за работа, не се осмелија да истапат со нешто радикално различно како што правеше конкуренцијата, туку се одлучија семејните вредности кои ги негуваше марката да ги понудат во ново технолошки напредно пакување. Така се роди симпатичната лимузина со погон на предните тркала. Хронолошки означена како 204, веднаш ја шармира француската публика. Таа со својата должина од 4 метри нудеше доволно простор за цело семејство со мноштво практични и модерни решенија и багажник од импресивни 370 литри. Попречно поставениот 1,1 литарски мотор со алуминиумски блок имаше 53 коњски сили, а сопирачките напред беа дискови. На дизајнот доверен на Pininfarina никој не можеше ништо да му замери. 204-ката едноставно привлекуваше внимание и многумина во тоа време го сметаа за најубав автомобил не само во својата класа. Кога се појави пролетта 1965-та, купувачите беа одушевени, иако им беше понудена само една верзија со скромен избор на опрема. 6 месеци подоцна пристигна и караванот, а следната 1966 беа представени хеджбек верзијата со 3 врати, кабриолетот и комерцијалната изведба без стакла на задниот дел. Популарноста растеше, зашто придонесе и лансирањето на моделот со 1,3 литарски дизел со 40 коњи во 1968 година. Веќе наредната 204 стана најдобро продаван автомобил во Франција, титула која ја задржа 3 години.
Благодарејќи на него и на 404, Peugeot успеа да ја зголеми продажбата од 200.000 возила колку што имаше на почетокот на деценијата, на половина милион годишно. 204-ката добро котираше и во остатокот од Европа, а едно време се монтираше и во Канада. Освежувањата со текот на годините беа скромни, но тоа не беше пречка до 1976-та да се продадат 1,6 милиони примероци. Немаше директен наследник, а со парите што ги заработи со него, Peugeot го купи Citroen.